Врз пронајдените човечки коски кај Берово ќе се прават дополнителни вештачења и ќе се утврдува ДНК, што треба да доведат до откривање на идентитетот на лицето кое го завршило животот покрај Беровската депонија. За сега нема индиции за идентитетот на лицето, а од полицијата информираат дека овие вештачења ќе траат подолго и најпрвин ќе се проверуваат лицата кои се водат за исчезнати од овој регион. Човечкиот череп и коски пред 2 дена се пронајдени во местото Црвен брег, во близина на депонијата за градежен отпад во Берово. Како што е наведено во полицискиот билтен во полициската станица Берово, 43 годишниот АС од Германија со престојувалиште во Берово, движејќи се во местото Црвен брег во близина на депонија за градежен отпад, забележал дел од череп кој наликувал на човечки. По вчерашниот извршен увид од екипа на полициската станица Берово, во непосредна близина пронајдена била и вреќа во која имало коски кои наликувале на човечки. Коските биле подигнати од местото на настанот од страна на увидна екипа од полициската станица Берово за понатамошна постапка.